Добар ден, драги ученици! Доброdoјдовте во училница по предметот Граѓанско образование за 8 оделение. Јас сум наставник Јованка Ангелковска од Основното училиште Кочо Расин од Охрид. Наставната единица предвидена за оваа училница е соработка и поврзаност во заедницата. Целите кои што се предвидени за оваа наставна единица се следни: да се разберат сличностите и разликите помеѓу луѓето, како и придобивките од соживотот во мултикултурното општество. Да се знае дека секој може да има различен став и гледиште и тоа треба да се почитува. Да се препознаат културните разлики како вредности и дека тие се вредности на мултикултурното општество. На територијата на нашата држава живеат неколку етнички групи. Размисли, кои се тие? Тоа се албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците. Сите овие се етнички групи кои што припаѓаат на нашата држава, со што ја прават мултикултурна држава. Размисли, што според тебе представува поимот мултикултура? Мултикултурата е постоење на повеќе различни групи во едно општество со своји расни, етнички, јазични и други разлики. Мултикултурното општество се залага за признавање на етничката и културната разноликост и постигнување на општествена рамноправност меѓу различни групи. Што значи пак поимот рамноправност? Тоа значи дека секоја култура во едно општество треба да има еднаков третман, а културните карактеристики на секоја група да се признаени и почитувани како дел од нивниот идентитет. Луѓето кои што доаѓаат од различни културни заедници, а припаѓаат во едно општество, остваруваат врски и меѓусебно се поврзани преку заеднички институции како што се училиштата, различни здруженија, организации, претпријатија и слично. Преку вакви форми на поврзаност, тие соработуваат, комуницираат, разменуваат ставови и мислења, на крај остваруваат одредени цели. Луѓето од различни култури може да имаат и различни вредности, однесувања, верувања, размислувања. Што мислиш, дали треба да ги почитуваме различните од нас? Точно така, треба да се почитуваме без оглед на разликите. Сега да видиме низ примери и начини за почитување на разлики. Ова се Симона и Алма. Тие тренираат заедно ракомет, но и се многу добри другарки. За време на нивните празници и двете се канат на семеен ручек една кај друга и така ја запознаваат културата и традицијата. Што мислиш, што прават со ова Симона и Алма? Тие го поттикнуваат со животот меѓу различни култури и традиции. Ова пак се Еркин и Миле. Тие се другари од исто мало и учат заедно. Миле секогаш го почитува Еркин кога зборува на турски со својот брат и со неговите другари. Што покажува Миле со оваа постапка? Тој ги почитува разликите помеѓу него и неговиот другар и со тоа покажува толеранција. Размисли, што според тебе представува поимот толеранција? Представува толеранцијата почитување на разлики. Да се биде толерантен кон другиот, значи да се покаже разбирање и грижа кон различниот и можност за диалог ако сакаме да научиме нешто повеќе едни за други. Во едно општество каде што живеат различни групи, луѓето наместо да живеат едни покрај други, тие треба да живеат едни со други. За ваквото општество да напредува, потребно е луѓето да се познаваат и разбираат меѓусебно, да имаат еднакви можности да ги развиваат своите потенцијали и да ги практикуваат своите права. Културите треба да се почитуваат, бидејќи секоја од нив носи своји вредности кои што можат значајно да придонесат во општественото живење. На тој начин се постигнува почитување на разликите, меѓусебна толеранција, со што се гради соживот и заедништво. За крај една истражувачка задача за тебе. Истражувај за различните етнички групи од твојата земја, за нивните обичаи, храната, јазикот, религијата и слично. А потоа откри по што сте слични.